Ова е видео на младите сили на ВМРО-ДПМНЕ, но и на високото партиско раководство. Организираат школа на младите сили на партијата, насловена како «Младите лидери на промените». Владо Мисајловски, Александар Николовски, Тамара Михајловска, позната по изборниот спот со лидерот на партијата Христијан Мицкоски, се само дел од присутните на настанот во август 2019 година, на кој присуствуваат 150 луѓе во хотел во Струмица. Видеото се шири на социјалните мрежи, вклучително со стотици фотографии, а придружена со коментари дека првата летна школа на младите сили на партијата била завршена со многу нови знаења, вештини и нови пријателства. И сето ова ќе беше во ред ако на само еден краток дел од видеото не се гледаше логото на Еразмус, програма со која со европски пари Националната агенција за европски образовни програми дава грантови за различни проекти. Ова видео под сомнеж го става прашањето дали со европски пари бил финансиран дводневен партиски настан под превезот на грант што претходно го добила невладина организација. Лидија Димова, директорка на Националната агенција, во изјава за А1 тврди дека е и самата изненадена од тоа што го гледа на видеото и дека во тек е интерна истрага за скандалозното појавување на логото на Еразмус на ваков собир. Спотот што ни го испративте е од школата на младите сили на ВМРО-ДПМНЕ, но и ние забележавме дека во истиот се гледаат плакати од проект финансиран од Еразмус. Инаку, стануваше збор за проект со кој беше грантирано Сдружение за образовни активности, Форум за истражување и мобилност од Битола, кој требаше да поттикне создавање на компании за органско производство и предприемачкиот дух кај луѓето. Таа објаснува дека уште од самиот почеток овој проект бил идентификуван како ризичен и поради тоа имал посебен режим на финансирање. Незината претпоставка е дека проектот се финансирал зашто во 2017 година Марија Петрушевска била евалуатор на проектот. Истата сега е кандидат за пратеник од ВМРО-ДПМНЕ во третата изборна единица. Вкупниот грант за проектот изнесува 140.410 евра, а за завршниот настан платени се 16.600 евра. Каква е допирната точка на органското производство со завршниот настан, за кој постојат сомнежи дека е организиран под партиски превез, упативме прашање и до директорот на битолската невладина организација Љупче Наумовски, но од него не добивме повратен одговор. Според документите до кои дојдовме на 10 мај минатата година поднесен е извештај од оваа невладина организација Форум за истражување и мобилност за проект реализиран со грант на Националната агенција. Проектот се однесува на создавање компании за органско производство и поттикнување на предприемачкиот дух кај луѓето. Како што дознаваме, сомнежот паѓа откако е доставена листата на учесници на завршниот настан, кој се прави по секој завршен проект и треба да бидат поканети луѓе за да се афирмира истиот. Од вкупната сума од 16.600 евра се даваат по 100 евра за учесник од земјава и по 200 евра за учесник од странство. Ова е листата на учесници потпишани на завршниот настан на невладината организација. Најголем дел од овие учесници се истите млади сили на ВМРО-ДПМНЕ, за кои не се знае дали учествуваат на школата за млади сили или пак на завршен настан на невладина организација. Сепак, нивните имиња и имейл адреси се запишани на листата учесници, што под знак прашалник става дали се истите пари дадени за завршен настан на невладина организација, ВМРО-ДПМНЕ си организирало летна школа. Од ВМРО-ДПМНЕ во писмен допис тврдат дека невладината организација не се јавува како донатор на летната школа и дека истото ќе биде подкрепено со документи, но после завршувањето на изборите. Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ остварува соработка со многубрени фондации и здруженија на граѓани. Здруженијето кое што го посочивте не се јавува како донатор на летната школа во Струмица, ниту пак на каков било друг настан организиран од партијата. ВМРО-ДПМНЕ ги поддржува сите своји членови во слободно време да учествуваат на што е можно повеќе обуки социјалистите да се стекнат со дополнителни знаења и вештини. Неодамна ВМРО-ДПМНЕ ја посочи директорката Димова, велики дека во агенцијата во континуитет се случува сомнително работење. По ова Димова исто така на пресконференција рече дека во агенцијата се вршат истраги за злосторничко здружение кој успеало да преневери 2,2 милиони евра од програмата Еразмус преку наместена тендерска документација. За овие проневери таа вели дека истрага спроведува обвинителството и финансиската полиција.
Националната агенција тресат скандали со години, речиси една декада. Во 2010 година Европската комисија изрази сомнеж за начинот на кој Македонија ги троши европските пари. Поради тоа беа стопирани средствата за две многу битни програми за европско образование за 2010 година, а беше извршена и комплетна ревизија на работењето на агенцијата.